Normalno дека прво треба да бидеме поносни на тоа дека имаме одиграно едно добро прво полувреме, но не треба да се задоволиме со тоа затоа што на крајот е изгубен надпреварот и со изгубен надпревар не може да бидеш среќен и задоволен. Но тие позитивни работи што ги направивме во првото полувреме, значи треба да ги сачуваме и што подобро да ги користиме нашите шанси и тие негативности што ги направивме, тега треба да ги поправиме. Што тоа значи? Тоа значи дека треба да сме повеќе поконцентрирани, пофокусирани на надпреварот и да играме тако чврсто како играат словенците против нас. Нормално е дека сега со новиот селектор тој позитивитетот што го има и нормално дека секогаш тие задачи што ни ги дава треба да се исполнуваат за тоа што кога гледаме сега играме малце поофанзивно и нормално дека нема што да изгубиме пошто овие се пријателски надпревари, треба да сме што поуиграни и како што реков и преска треба да се искористат шансите да даваме голови. Ефикасноста мислам дека ќе се подобри. Многу важно е дека екипата прво најважно е дека репрезентацијата игра агресивно, дека игра компактно со една голема мотивација и се надам дека резултатите ќе дојдат сами по себе. Работиме на тоа нормално на завршница ние напаѓачите, но тоа е состав од целата игра, така да ако продолжиме вака да играме како една јака кажам конкуренција во нападот, нели, и репрезентацијата игра многу квалитетно во пресинг и во дуелите, така да се надевам дека ќе дојдат резултати сами по себе. Публиката е малку нестрплива, немаме многу добри резултати еви на пријателските надпревари против Бугарија. Што можеме да очекуваме од националниот тим? Знаете дека во фудбалот секогаш има падови, значи имаме лоши резултати и добри резултати. Кога сме нормално сега во овој момент имаме такви резултати кои се многу лоши за нас, кои беа нормално лоши, али се надеваме дека ќе ги поправиме и мислам дека само да им порачам на навивачите дека ќе даеме се од себе да направиме едни добри резултати и се надеваме дека со Бугарија ќе даеме се од себе да победиме утакмицата, како што и нели со Црна Гора кои сепак дававме 4 гола. Тоа е доста добро за нашата репрезентација и се надевам дека така ќе продолжиме со бугарите.